Добар ден, криптоентузијасти, според вашите гласови, денеска ќе го обработиме повторно видеото, кое што беше нормално презентацијата на првата македонска криптоконференција во Прилеп. Испишавме историја реално, така да се надевам дека бевте задоволни, имаше повеќе од 140 посетители, не успеавме да ги изброиме на крај затоа што имаше дури луѓе кои што седеа на скалите, верувале или не, значи посебно ми се наполни срцето за тоа, но знам дека за жал преносот не беше најдобар, така да извинете, но знаете кога ќе дојдете во истиот ден и треба да имате конференција, едноставно невозможно да направите се да биде перфектно, но еве, затоа ја исправаме оваа грешка за оние кои што не успеа да дојдат. Ќе го направиме ова видео повторно во малку поскратена верзија со цел да објасниме нели во однос на оваа презентација, која што сега ќе биде нормално и дел од нашата едукација, односно дел од плейлистата за фундаментална и техничка анализа, најновото 123-то видео. Така да, денеска ќе објасниме сето оно што го презентиравме на самата прва криптоконференција во Македонија, а тоа е се што треба еден почетник да знае за инвестирањето во крипто секторот. Со тоа што нормално највеќе се задржуваме на типовите на анализа кои што може да ги направите за практично да имате така речено една целосна или сестрана анализа на она што сакате да го купите. Ова нормално не е исклучиво само за крипто секторот, но со оглед на фактот дека нашиот канал се задржува исклучиво на, тоест највеќе на блокчейн технологијата, нормално оваа презентација е така речено насочена кон токму тој дел. Сега, знаете и сами, значи за самиот почеток сите оние кои што следат нашиот канал, ова не е ништо ново, но сепак нели ќе се задржиме на најосновните ствари со цел да објасниме кои се основните три дела на анализа кои што ние ги применуваме кога станува збор нормално за една целисходна анализа на еден проект или пак во одреден временски период на самиот пазар. Со тоа што нормално првиот дел од оваа анализа е техничка и фундаментална анализа на криптосекторот или на засебен проект нормално, втората е анализа на глобалната економија и трета анализа на геополитичката сцена. Или како што тоа го објасивме, значи тоа беше буквално случаен пример кој што ми дојде во моментот додека го објаснував така речено целиот овој материјал. Буквално ова го споредив со рибарење, кое што на крајот искрено испадна дека е доста добар пример. Односно кога ви требало овие три, да речем, засебни цели да ги споредиме, значи техничка и фундаментална анализа би била припремата која што ја правите пред да тргнете на риба, односно за тоа каков тип на риба ќе фаќате, каква мамка ви треба, каква јадица ви треба, така да буквално се што вас ви е потребно да знаете за буквално типот на риба, односно во оваа ситуација проектот во кој што инвестирате. Втората е буквално анализа на глобалната економија, односно во оваа ситуација треба да видиме кое е местото на кое што фаќаме риба, дали е река, дали е езеро, така значи да видиме каква е глобалната економија, односно средината во која што ние треба практично да инвестираме во овој проект, нели? Така речено споредбата со фаќање на оваа риба, така. И последната е буквално анализа на геополитичка сцена, каде што буквално ние прво треба да видиме дали воопшто е време за рибарење, така. Значи овдека би било својствено на времето кое што моментално е во местото каде што се обидуваме да фатиме. Значи вие не може среде бура да фаќате риба, така. Значи исто и со геополитичката сцена, значи треба да знаеме кога оваа бура доаѓа и да бидеме спремни да не фатат заедно со се рибата, се разбираме. Така да ова беше доста добра да речам асоциација на тоа како би можеле наједноставно да го објасниме на секојдневен човек, затоа што поголемиот дел од мажите, ако ништо друго, барем знаат како изгледа фаќање риба, така. Сега ќе се задржиме нормално на секој од овие анализи посебно, со тоа што прво ќе обработиме техничката, па потоа фундаментална анализа, ова е првиот дел каде што значи исклучиво се фокусираме на крипто секторот. Пак ќе кажем, јас знам дека многу од вас ова ви е познато, но сепак го работиме затоа што има доста почетници на нашиот канал и тоа беше поентата, да направиме едно така речено посебно видео во кое што објаснуваме што е анализата која што ја користиме. Се разбираме каков тип на анализа и што истата ни помага да осознаеме. Техничка анализа практично во оваа ситуација ни помага значи да анализираме чартови или историја на самата цена, како што овдека на пример сум запишал. Значи тоа е практично анализирање на претходни чартови и промени на цените на одредени капитални добра со цел да се утврди веројатноста на нивните идни движења. Зошто е ова така? Затоа што сите овие технички, да речеме, елементи кои што ги користиме на еден чарт, како нивоа, формации, форми на свеќа, индикатори, споредба на повеќе капитални добра на ист чарт, тоа се уствари истата таа методологија, тој чарт, тие индикатори, тие формации,
истите тие се гледани од милиони други аналитичари на истиот начин. Што значи дека голема е веројатноста дека можеме да утврдиме, како што кажав и на самата презентација во Македонија, да го утврдиме начинот на кој што размислува пошироката маса. Односно, сето ова што моментално го објаснуваме е буквално анализирање на тоа како поголемиот дел од инвеститорите и трговците ќе се постават на пазарот. Кога ќе можете да го утврдите тоа, вие автоматски знаете како вие да се поставите на пазарот и што вие да направите за да бидете профитабилен на овој пазар или во овој проект. Сега да не зборуваме нели на празно. Значи на овој слайд овдека може да видите многу по-детално како моментално изгледа една така речено нели техничка анализа. Значи ова што гледате овдека е нормално TradingView чартот, значи ние од почетокот на самиот курс кај нас достапен, тоа е почетничкиот курс за техничка анализа, детално објаснуваме како може да ги користите овие елементи. Нема да навлегуваме во тоа, идејата која е? Дека можеме да видиме дека на еден чарт, односно тоа е како што кажавме, историски представник на цената на одредено добро, можеме да ги најдеме најразличните типови на индикатори, формации и така натаму, како што во оваа ситуација формација канал, каде што можеме да видиме дека цената се движела во овој канал уште од почетокот, зборуваме уште од 2012 година, па до сега, до 2024, значи цели 12 години цената се движи во овој канал. Зошто? Психологија. Затоа што откако веќе е воспоставен овој канал со првиот врв и првото дно, понатаму поголемиот дел од луѓето кои што знаат техничка анализа ќе знаат да го одредат овој канал. И нормално дека секогаш кога цената ќе стигне до горната граница, би продале, затоа што знаат дека голем дел од другите трговци и инвеститори го гледаат токму ова, ја гледаат оваа формација. Што значи дека ова не е магија, ние не правиме магија со тоа што ги утврдуваме овие работи, туку е психологија, односно психологија на трговци и инвеститори. Што значи дека секогаш кога цената ќе се приближи до долната граница, голема е веројатноста дека луѓето ќе почнат да продаваат и секогаш кога цената се приближи до горната граница, голема е веројатноста дека, тоест ќе купуваат и овдека ќе продаваат, затоа што нормално цената достигнала врв на одредена формација. Истото се случува и со самите нивоа. Значи ако споредиме нивоа од претходни, да речам циклуси, значи секој врв во овој канал е буквално врвот од претходните бул циклуси, и тоа во 2012, тоест извинувам, 2014, 2018 и 2021. На секој 3 до 4 години ние практично имаме врв. Така, со тоа што погледнете сега. Значи во оваа ситуација имаме момент каде ако го земеме ова ниво, каде што сме утврдиле врв во 2017-2018 година, можеме да видиме дека буквално во bear market од 2022-2023 ние сме добиле буквално дно каде што се наоѓа врвот во 2017-2018 година. Што значи дека ова ниво било целосно испочитувано и искористено за луѓето да купат кога сме стигнале до истото, се разбираме. Значи овде ќе имате многу такви индикатори кои што, пак ќе кажам, се користени од милиони инвеститори и трговци. Погледнете. Bollinger Band, секогаш кога цената ќе се најде во овој индикатор на најниското ниво, односно на долната граница, луѓето почнуваат да купуваат. Секогаш кога ќе се најде на највисокото ниво, луѓето почнуваат да продаваат. Зошто? Повторно, ова е средна вредност представена во горна и долна граница за тоа која е потенцијално максималната и минималната цена која што може да достигне оваа вредност и најчесто се случува буквално на врвот, тоест на горната граница и на долната граница да имаме завршување или почеток на одредени циклуси. Повторно, не е магија, станува збор за психологија, така. Значи тоа е психологија на индикаторите да ги користат овие индикатори, на инвеститорите да ги користат овие индикатори за купување и продавање, односно за влегување и излегување од пазарот. Дополнително имате индикатори кои што се како MACD, VWAP и така натаму, кои што исто така ни помагаат да утврдиме слика за тоа дали се наоѓаме во време кога треба да купуваме или во време кога треба да продаваме. Фибоначи, инструментот и така натаму. Сите овие засебно се објаснети во нашиот курс за техничка анализа, кој што многу едноставно може да го најдете на нашиот канал. Значи буквално скролајте на основната страна на нашиот канал до дното, каде што пишува почетен курс за техничка анализа. Значи овде ќе имате се објаснето во детали за тоа кои се овие инструменти, кои се овие индикатори, како може да ги искористите. Не е ова научна фантастика, не е толку тешко колку што ви изгледа на овој чарт, но потребно е време за да почнете да можете да почнете да го користите и да го научите. Така. Во секој случај што јас ќе напоменам, техничката анализа е тргување, односно следење на чартови во однос на тоа како можеме да утврдиме дека ќе се однесува во тој момент психологијата на мнозинството.
значи на оваа целина, која што во моментов е поверојатно дека ќе продаде или дека ќе купи. На крајот од денот не заборавајте дека ништо не е 100% јасно, ништо не е 100% сигурно, но на овој начин вие преку оваа техничка анализа добивате повеќе информации за тоа како размислува поголемиот дел од глобалната заедница која што моментално инвестира. Така да, ова може многу да ви помогне за да знаете што потенцијално да очекувате од така речено поголемиот дел од инвеститорите, а со тоа нормално и да се позиционирате правилно за инвестирање, дали да излегувате или легувате во одреден пазар. Што значи дека ова е така речено, пак ќе напоменам, каков тип на трска ви треба и нели, дали е време да пробате да фаќате риби или воопшто не е момент да фаќате риби, се разбираме. Баш така ќе дојде, ако треба да го споредуваме со ова. Втората која што треба да спомнеме нормално е фундаментална анализа која што спаѓа во првиот дел. Значи ова дека буквално се посветуваме на тоа како се прави една анализа на проект или на да речем дел од пазарот, момент, за тоа дали е потенцијално време да се инвестира или не. Како што кажеме, вториот дел е фундаментална анализа, односно треба да се запознаеме со самиот проект во кој што инвестираме. Значи ова се исклучиво се базира и се насочува кон истражување за тоа пак каков тип на риба фаќаме. Така, значи овде треба да видиме што е уствари оваа инвестиција, во што е, каков тип на проект, што покрива, така. Затоа и ги имаме овдека практично овие основни работи кои што треба да ги истражиме, или ова би било паралелно на сите оние кои што следат нашиот канал на стандардна анализа на еден засебен проект, каде што буквално преминуваме преку сите овие така речено прашања, односно треба да си одговориме на сите овие основни прашања со цел да видиме што е она во кое што моментално ние инвестираме, така. Значи апликација и практична примена на коинот во оваа ситуација проектот, нели, зашто се користи, каква потреба, дали навистина решава некаков проблем кој што досега не бил решен, се разбираме. Значи која е поентата, зашто истиот постои и дали навистина има потенцијал нешто со своето постоење нормално да смени, да добие. Потоа, токеномија, ова е еден од најдосадните, но најбитните делови, каде што ние буквално се запознаваме со тоа каква е моментално самата токеномија, односно, пак ви рекол, економијата на самиот коин, односно токен, во кој што инвестираме. Значи, ние практично овдека треба да се насочиме на тоа да видиме, ќе го поминеме и тој дел, нормално во следниот дел од слайдовите, каде што детално ќе се запознаеме со тоа, нели, каква е така речено залихата, колку коини има пуштено во оптек, нели, кој ги поседува и така натаму, што ова е многу битен дел за да разбереме како функционира самиот проект во однос на коините и токените кои што ги поседува. Потоа, еве како што кажеме, залиха во раците на тимот и така натаму, тип на блокчейн, значи каков тип на блокчейн станува збор, значи каков тип на консензус има во однос со тоа што се по-добри да речем консензуси излегуваат, што најчесто исто така може многу да делува на вашата инвестиција, дали истата ќе биде во профит или не. Активен roadmap, значи овдека гледаме дали едноставно тимот работи понатаму, дали има така речено нови активности, партнерства, развивање на самиот проект, екосистем, колку апликации има моментално на самиот проект, односно дали овие апликации се користени. Знаете дека некогаш се случува да имате екосистем во кој што апликациите се многу популарни од самиот проект. Значи во оваа ситуација јас верувам дека, како што кажав истиот пример моментално на презентацијата, значи вие имате многу повеќе деца кои што знаат за Юпитер, Дексот на Солана отколку за самата Солана, така. Значи во оваа ситуација вие имате многу повеќе луѓе кои што се запознати со една апликација, они не ни знаат на што истата функционира, ниту кој е самиот блокчейн во позадина, се разбираме. Затоа некогаш екосистемот може да биде многу битен кога станува збор за самиот проект. И потоа гледате, значи има различни вести за проектот, нели, дали нешто ново се случува, партнерства, поврзано со судски кривични случаи, исто така може да биде многу голема работа, затоа што некогаш проектот може да биде најдобар, но сепак да биде заглавен во одредена тужба, како што беше случајот на пример со XRP, каде што буквално, значи, воопште не беше крив проектот, што на крајот се докажа, но сепак беа потребни скоро 4 години тужба во која што буквално овој проект беше заглавен само затоа што нели комисијата за хартија од вредност одлучила дека така треба, се разбираме. Значи тоа е она што колку и да е добар проектот, едноставно нема да може да успее кога имаме ваков тип на едноставно обструкции, така. Потоа, работа на тимот, значи кои се луѓето кои што стојат позади овој проект, некогаш е многу битно затоа што буквално резимето на овие луѓе може многу да значи за развојот и довербата во овој тим. Активни девелопери, проекти на децентрализирани топ 100 новчаници, се тоа ќе го провериме моментално и повторно. Зошто се тоа функционира? Зошто се тоа може да биде практично од полза, затоа што пак ќе накажем. Сите овие податоци се јавни, за разлика од другите компании, пак ако инвестирате во акции, вие треба да чекате еднаш на 3 месеци најчесто,
кога се даваат соодветни репорти за да видите како функционира оваа компанија, дали е во профит, дали функционира, дали нешто се случува во истата, и тоа вие го добивате последни. Значи прво ќе го добијат акционерите, па нели сите оние кои што се дел од самата да речем организација, кои што директно купиле и директно да речем ги посетувале овие акционерски собрања и така натаму, па дури тогаш ќе ги добиете вие, што значи дека ако треба да се реагира, вие ќе бидете последните на пазарот кои што може да реагираат. За разлика од тоа, оваа технологија, криптотехнологијата ви дозволува сето ова да го добивате постојано и јавно. Значи дека нема да чекате вие некаков си репорт, нема да чекате дека некој треба да ве извести, туку буквално постојано може да ги проверувате овие работи затоа што оваа технологија е целосно јавна. Така да вие ќе имате постојано информација за тоа што се случува во самиот проект. И во оваа ситуација, многу битно, не заборавајте дека милиони луѓе ги гледаат сите овие информации исто како вас, што значи дека пак исто како првиот тип на така речена анализа, вие буквално имате оприлика идеја како би размислувала мнозинството, односно да речем она огромна целина на инвеститори и трговци. Така, што значи дека ако ги имаат овие податоци, ако знаете што овие податоци значат, голема веројатност дека ќе знаете и како ќе се постават луѓето во однос на основната психологија. Така. Сега, еве ќе земеме неколку примери каде што јас го земам Arbitrum како пример, како еден да речем коин, тој падна прв, имаше доста добри да речем податоци кои што може да ги искористиме со цел да видите нели зошто е сето ова толку битно. Каде што овдека засебно ви покажуваме секој од овие да речеме индикатори или пак анализи зошто е толку битен. Започнато како што кажеме токеномијата, која што е една од најбитните ствари за еден проект, значи можеме да видиме како во случајот да речем на Arbitrum дека имате вкупно 10 милиарди токени, од кои само 3,5 милиарди се пуштени во оптек, што значи дека само 35% од вкупната количина на токени моментално е пуштена во трговија. Ова значи дека имате уште 65% на токени кои што дополнително ќе биде пуштени во пазарот понатаму, што значи дека имате уште 65% практично на инфлација која што ќе делува на растот на цената на овој токен. Не е се така црно-бело, значи не може вие само тоа да го утврдите и да кажете не влегувам во овој проект нормално, затоа што многу често се случува овие први проекти без разлика на тоа дека поголемиот дел од токените не се пуштени на пазарот и понатаму да има многу добар bull market. Но ова е нешто што мораме да го земеме во предвид. Потоа, истата оваа инфлација можеме да видиме на овој чарт како постепено ќе се движи така речено внесувањето на токените на пазарот. И според тоа можеме да утврдиме дали оваа инфлациона, да речем, стапка, односно инфлационен чарт, одговара на тоа што ние сме го инвестирале. Така, што значи дека овдека ние може да видиме колку голем дел од овие коини ќе бидат пуштени на пазарот во следниот период. И според тоа можеме да утврдиме и оприлика која би била инфлацијата која што може да добиеме на овој коин, односно колку повеќе ќе се зголемува количината на овие токени на пазарот, нормално, на тој начин ќе се намалува или стагнира цената на овој коин. Така да поради оваа причина, значи да речеме овие два чарта заедно се многу битни кои што може да ги најдеме за секој проект и можеме да утврдиме дали ова за нас на некој начин добро или не. И според тоа да одлучиме дали треба да инвестираме во овој проект или не. Но ова се работи кои што се многу појавни за разлика од било која приватна компанија која што моментално може да инвестирате на пазарот. Следно, истата оваа токеномија, значи овдека јавно самиот проект мора да ни даде до знаење колку голема количина од оваа порција токени ќе биде дадена како на тимот, така на VC, значи тоа се venture capitalists, оние приватни инвеститори кои што се секогаш пред нас, значи влезени во самиот проект и така натаму. Значи имате овдека најразлични ставки според кои може да се види како ќе биде распределена оваа количина на токени која што доаѓа. И според тоа вие може да видите дали повторно ова ви одговара или не. Туку го видите дека 70% од токените ќе бидат во рацете на тимот, нормално дека не ви одговара. Со оглед на фактот дека само мала количина од овие токени ќе биде во рацете на инвеститорите, што значи дека тимот ќе продава врз главата на инвеститорите. Така, истото може да го кажеме и за venture capitalists, односно приватни инвеститори. Така да и тоа се некои работи кои што може да ги научите преку познавање во фундаментална анализа со цел да знаете за каков тип на проект станува збор и дали истиот ви носи поголем или понизок ризик во однос на вашите инвестирања во овој проект. И ова е дел од тоа, така, значи можеме да видиме кој во која количина поседува токени како група, а потоа ќе видиме и на крајот од овој дел истото може да го видиме и според посебни новчаници. Тип на блокчейн, како што кажеме, во однос на каков тип на блокчейн или каков тип на консензус, некогаш овие блокчейни може да бидат револуционерни и да имаат нешто што никој друг проект го нема на пазарот. Најчесто ова е една од причините поради кои што и многу од инвеститорите влегуваат во овие проекти и тоа повторно е причина за вие да добиете потенцијален профит, така, затоа што сте влегле во одреден проект кој што моментално на пазарот
не многу луѓе влегле, така, сте го виделе потенцијалот, сте виделе дека има некаква револуционерна технологија која што никој друг потенцијално нема. Уште една фундаментална анализа или фундаментален дел на анализата кој што може многу да ви помогне да бидете пред останатите луѓе во пазарот. Активни девелопери. Овдека може да видите јавно, значи на во оваа ситуација на Арбитрум, колку моментално девелопери работат на развивање на овој блокчейн и тоа автоматски ви помага во оваа ситуација вие да знаете со сигурност дали овој проект се развива или не. Колку повеќе девелопери, најчесто се случува и толку повеќе овој блокчейн да се развива. И обратно, така, уште една фаза од анализата во фундаменталната анализа нормално која што ни дава подобра слика за тоа каков тип на проект станува збор. Така, нешто што пак ќе кажам во приватни, во легаси системот финансии, без разлика дали е Microsoft или дали е Nvidia или некоја мала компанија, нема теоретски шанси да го добиете. Или го добивате последни. Значи тоа е проблемот. Овдека го добивате 24/7 365 дена во годината, постојано on-chain без да можат да лажат. Станува збор за децентрализирана технологија и тоа е најдобриот дел од крипто кој што навистина лесно може да се анализира кога станува збор за техничка и фундаментална анализа, посебно фундаментална анализа. Како што кажеме, екосистемот е исто така многу битен, каде што одредени апликации некогаш може да донесат многу голема вредност на целиот екосистем. Пример за тоа е Uniswap, кој што да речам пред постоењето на Uniswap не постоеа дексови или пак ако постоеа беа премногу мали. Uniswap е оној пионир кој што донесе DeFi сектор, почнувајќи со децентрализирани менувачици како самиот себе си на Ethereum екосистемот. Значи, гледате како една апликација може да донесе голема вредност на целиот екосистем во оваа ситуација на Ethereum. Така, 100 најголеми новчаници, знаете и сами, ова многу лесно може да се провери, каде што буквално може да најдете во било кое време кои се најголемите собственици на токени и колку голема количина на токени кои ни поседуваат. Значи, ова не е достапно само за privacy коини како Monero. За сите останати може во било кое време да видите, сега нема да знаете вие точно кој е, ако не е менувачица, најчесто менувачиците се обележени или пак некои познати личности како не знам Тим Дрейпер или така натаму, но останатите не се и може да видите само новчани кои што поседува процент од вкупната количина на коини токени моментално на пазарот. Така да ви дава прилика идеја дали постојат големи китови и дали истите се потенцијално страшни за вас. Така, затоа што кога кит е Binance, голема веројатност дека Binance нема да продаде, затоа што на тој начин ќе се спушти и сам на себе си цената. Така. Значи, пак ќе кажем, ова е уште една позитивна страна на фундаменталната анализа и роadmap, како што веќе спомнавме, значи ова е буквално да знаеме како проектот се развива, значи дали има некои нови планови, дали имаме развој на самата технологија, нови партнерства, случување и така натаму, значи дека во оваа ситуација многу помага да можеме да утврдиме дека навистина се работи на проектот. Значи тоа е многу битно. Ако проектот не е активен, без разлика колку е добра технологијата, ако е неактивен проектот, едноставно не очекувајте ништо посебно од овој проект, затоа што само проекти кои што се постојано активни, бараат нови партнерства, го развиваат својот софтвер и така натаму, тие се оние кои што имаат и најголем потенцијал за профит. Повторно, ова е нешто што милиони луѓе го гледаат за еден проект. Без разлика дали е Арбитрум, како во овој пример или нешто друго, значи тоа ви покажува дека сите овие милиони инвеститори потенцијални во Арбитрум го гледаат овој roadmap, така, гледаат кои се очекувањата, гледаат што се очекува да се направи, гледаат каков е екосистемот, гледаат колку се девелопери активни и така натаму. Значи дека оприлика имате идеја како овие луѓе ќе размислуваат. Дали е време да купат, со оглед на фактот дека очекуваат некои ствари да се случат во иднина, како од roadmap, така од да речем развој на да речем апликациите во екосистемот или партнерства и обратно, дали е време да се продаде ако да речем дошло до buy the rumor sell the news ситуација и така натаму. Значи дека фундаменталната анализа е клучна заедно со техничката анализа, со цел да добиеме целосна слика, пак ќе кажам, за проектот, односно за рибата во оваа ситуација, која што се обидуваме да ја фатиме. Така, значи сега знаеме се во однос на самата риба и начинот на кој што треба да фаќаме оваа риба, така речено. Или сега знаеме се во однос на тоа каква е цената на овој проект, во однос на нејзината минато и потенцијална иднина, како и се што треба да знаеме за самиот проект. Следниот дел ни е глобална макроекономија, односно сега треба да запознаеме малку повеќе со средината во која што оваа риба плива. Така, значи ние треба да знаеме какво е езерото, дали е езеро, дали е река, така, дали е водата бистра или матна и така натаму. Сега знам дека малку претерав со ова со риба, но на некој начин навистина може многу полесно да го објасни ова на секојдневните луѓе кои што досега не се сретнале со криптотехнологија и со ваков тип на анализа. Многу поедноставно ќе им биде да разберат зошто имаме три различни целини, така. Сега во стручниот дел. Значи, генерално,
Анализата на глобална економија е случување во светот на глобалната економија кои директно делуваат врз цените на криптовалутите. Како го прават тоа? Преку масивни промени на така речено климата на самиот пазар. Знаете дека некогаш имаме клима која што се нарекува bull, каде што е, нели, сите се hopeful, купуваат и така натаму, и клима која што се нарекува bear, значи бик и мечка, односно мечка во која што значи луѓето не се заинтересирани за инвестирање, не се заинтересирани за тргување. Сега, ќе споменеме неколку, да речам, битни делови од глобалната економија кои што ни помагаат да имаме целосна слика за тоа што се случува, да речам, во економијата моментално и дали е добра климата за инвестирање или не, како што е на пример финансиите на водечките глобални економии. Овдека спаѓа долгот, бруто домашниот производ, инфлацијата и така натаму. Еве и прост пример, значи во претходните неколку години ние бевме во инфлација. Некој би рекол тоа воопште не е време за инвестирање, а некој како нас би рекол дека тоа е најдобриот момент за инвестирање затоа што цените на се беа премногу ниски. Така, значи купувајте на пазарот, односно купувајте кога има крв по улиците, па макар и таа крв да е ваша, што би рекол баронот Ротшилд. Во оваа ситуација, значи пак ќе напоменам, треба да определиме каква е климата и дали е добро време да се купи или не. Тоа е основата која што треба да ја направиме со анализа на глобалната економија. Потоа, следење на глобалната резервна валута доларот, затоа што и понатаму најголемиот дел од тргувањето во светот се работи во долар. Од друга страна, сите овие ствари во кои што ние инвестираме, без разлика дали е злато, нафта, акции, обврзници или пак криптовалути, сите до ден денеска се уште се мерат главно во долар. Односно, нивната вредност се мери во противвредност на доларот. Значи дека дали моментално имаме раст или пад на вредноста на доларот е клучна во тоа дали е или не е време да се купи или продаде на пазарот. Тоа ќе го покажеме преку соодветни примери. Потоа, вработеност на водечките економии, која што исто така е крајно битна за едноставно воспоставување на монетарната политика на централните банки на секоја економија, развој на индустријата во водечките глобални економии, состојба на цени и цени на енергенси во глобалната економија, состојба на останати критични ресурси како злато, сребро, литиум, сето тоа е многу битно. Но зошто? Значи пак, цените на секој еден продукт, ресурс како што овдека запишано, вклучувајќи и криптовалутите, се директно инфлуенсирани од глобалните економски трендови. Краткорочни и долгорочни промени во глобалната економија предизвикуваат промена во нивото на страв кај еден инвеститор да влезе или излезе од инвестицијата на одреден пазар. Односно се враќаме на она што го зборуваме уште од самиот почеток. Значи, се е психологија на стварите. Односно, во оваа ситуација станува збор за тоа дали луѓето се исплашени или не да влезат во пазарот и да излезат од пазарот. Се разбираме? Што значи дека целата оваа клима која што треба да утврдиме е наменета со цел да видиме дали моментално луѓето се посклони да влезат или излезат од пазарот и според тоа да знаеме ние како да се поставиме на овој пазар. Сега, иако досадно, што сме објаснувале 10.000 пати, ќе го објасниме на кратко уште еднаш на овој канал, затоа што треба да разбереме зошто е ова толку битно. Така. Значи, овдека имаме наједноставна корелација на вредноста на доларот во сооднос со инфлацијата и монетарната политика на ФЕД. Каде што? Уште еднаш. Во однос со тоа, како Федералната резерва се поставува кон количината на долари на пазарот, може да предизвика висока инфлација или пак да ја намали инфлацијата. Тоа го прави преку воспоставување на својата каматна стапка. Значи ова ние во детали го објаснувавме, така речено еден час на нашата презентација во Прилеп. Сега ќе се обидам да го објаснам малку по-концизно, затоа што поголемиот дел од вас сте запознаени баш со овој пример, затоа што сме го работеле милион пати. Односно, прва и најбитна работа која што мораме да забележиме е дека Федералната резерва на Америка има директна контрола врз количината на долари на пазарот. Така. И сега ова ние го објасниме со така речено едно мало село во кој што еден човек има машина за принтање пари. Ова село моментално ги користи овие парични средства со цел да купува или продава. Така. Сега, замислете во ова село да има една продавница за сирење, така. И во оваа продавница човекот да речеме има некои 1000 канти сирење. Каде што доколку ние имаме принтање на пари, така. Значи овој човек вика сега ќе испринтам многу пари и ќе ги пуштам во селото, така. И сега, значи он има исклучива моќ единствен на пазарот да принта пари и тоа го прави. Што се случува? Ние практично добиваме принтање на пари, така, и вредноста на доларот почнува да паѓа. Зошто? Затоа што колку повеќе пари имаме на пазарот, толку повеќе нивната вредност паѓа. Така, значи тоа е основно економско правило дека колку повеќе од едно добро имаме на пазарот, неговата конкурентност се намалува и на тој начин неговата цена почнува да паѓа. Во оваа ситуација тоа е доларот. И сега што се случува след? Имате ситуација во која затоа што има премногу пари на пазарот, луѓето почнуваат да се осеќаат побогати, така. Значи вие имате повеќе банкноти и велите, знаете што? Сега јас ќе отидам и ќе си купам повеќе сирење, така. Како купувате повеќе сирење?
Така човек кој што има 1000 канти сега има 500 и вели значи моментално имаме интерес на пазарот, што значи дека јас можам да ги зголемам своите каматни стапки затоа што има интерес на пазарот. Тоа е ова лељакова линија која што гледаме дека се зголемува како се намалува вредноста на долар. Така, значи како се намалува вредноста на долар затоа што имаме повеќе долари на пазарот, така се зголемува вредноста на каматата, на инфлацијата, затоа што се останато станува поконкурентно. Колку луѓето повеќе пари имаат, толку повеќе трошат. Колку повеќе трошат, толку повеќе оние кои што ја имаат оваа роба, почнуваат да ја качуваат својата цена затоа што така речено гледаат дека има интерес, а и се намалува нивната роба. Сега, што прави Федералната резерва за да го намали ова? Затоа што доаѓаме во ситуација каде што инфлацијата гледаме дека излегува од контрола. Така, значи како се намалува вредноста на доларот, така инфлацијата излегува од контрола. Напоредно со тоа, Федералната резерва почнува да ја дига својата каматна стапка. Односно овој човек кој што до сега само ги давал парите во селото, а ги принтал, така, сега вели, знаете што? Нема само да ви ги давам, тука ќе ви барам да ми даете 2, 3, 5%, како што гледаме дека каматната стапка, оваа црвена линија на Федералната резерва се зголемува постојано, така. Што прави на тој начин? Затоа што вие до сега сте земале пари буквално по нула, така, значи овој човек само ви ги дава парите, како што гледаме тоа било случај и во американската економија, каде што комерцијалните банки од Федералната резерва поземувале пари по 0% камата, верувале или не. И потоа нормално овие пари ги даваат на секојдневните луѓе и физички и правни лица и ги даваат по некоја минимална камата. Но сите оние кои што не се запознаени со ова, значи знаете како кога ќе ви кажат во банка првите 2 години нема да се менува каматата, а понатаму истата е динамична. Тоа сакаат да ви кажат дека доколку се случи оваа ситуација каде што Федералната резерва, односно човекот кој што принта пари, почнува да качува каматната стапка, ќе мораат и комерцијалните банки вас да ви ја качат каматната стапка затоа што иначе ќе бидат во минус, така. И што се случува сега? Како Федералната резерва почнува да качува својата каматна стапка со цел да ја дестимулира економијата, односно сега вие, ако пред тоа сте позајмувале по 0%, сега веќе почнувате да враќате назад по 1% камата, по 2%, по 3%. Како расте Федералната резерва, она може да колку сака да ја зголеми оваа каматна стапка. Што значи дека вие кои што сте земале пари, сега се обидувате што побрзо да ги вратите овие пари назад, затоа што каматната стапка расте и на тој начин вие ќе се ставите во ситуација да треба да платите многу висока камата доколку не ги вратите овие средства што побрзо. Така, тоа е она што моментално го гледаме. Односно луѓето престануваат да трошат и почнуваат што повеќе да враќаат она што веќе го земале со цел да не ги престаса така речено поголема камата. Што добиваме ние сега? Добиваме момент каде што каматната стапка на Федералната резерва е веќе драстично висока, а како се зголемува каматната стапка на Федералната резерва, така се зголемува и вредноста на доларот. Зошто е тоа така? Затоа што сега имате обратна ситуација, каде што секој од оние долари кои што ги земале од пазарот се обидува да ги врати назад што побрзо, така? Значи вие се обидувате да се отарасате и да ги вратите назад во Федералната резерва за да не ви се качува каматната стапка на она што моментално веќе го имате како долг. И во тој момент, колку повеќе се враќаат овие доларни средства назад, толку повеќе се зголемува вредноста на доларот, затоа што сега имате многу помала количина на долари на пазарот, затоа што вие се обидувате што побрзо да ги вратите назад кон оној што принта пари, така. Што се случува со инфлацијата кога тоа се случи? Значи сега моментално човекот кој што продава сирење, сега нема интерес, така. Значи луѓето претходно гледаме дека купувале сирење, па затоа инфлацијата растела, затоа што може да ги качува цените. Сега гледаме дека нема интерес, односно вредноста на доларот почнува да расте, луѓето се обидуваат да вратат што повеќе долари, автоматски овој човек веќе не може да продава по поскапа цена, мора повторно да врати назад цената на сирењето со цел да ги примами луѓето повторно да дојдат да купуваат кај него, така. И што се случува? Инфлацијата почнува да паѓа. Што значи дека тоа е првиот мандат на Федералната резерва, која што во оваа ситуација е човек кој што принта пари, кој што со каматните стапки директно делува на вредноста на доларот, а со тоа и на вредноста на инфлацијата, односно го прави доларот да биде по-конкурентен или помалку конкурентен. Односно, колку е повисока, значи bottom line, колку е повисока каматната стапка на Федералната резерва, толку повеќе расте вредноста на доларот, колку повеќе истата се намалува, толку повеќе се намалува вредноста на доларот, затоа што имаме повеќе долари на пазарот. Истата ситуација ја видовме и во 2022-2023, каде што буквално имавме добри години и половина качување на каматната стапка на Федералната резерва, што направи што? Качување на вредноста на доларот, а симнување на инфлацијата. Истото оно што го објаснуваме во првиот дел. Сега, до каде се наоѓаме моментално? Се наоѓаме пред моментот кога, како и претходно,
Федералната резерва веќе нема избор, туку мора да почне да ја намалува оваа каматна стапка, затоа што во спротивно ќе направи депресија. Ќе направи ситуација во која што веќе никој не е конкурентен, никој не сака да купи на пазарот, луѓето се преплашени и тогаш веќе нема да имаме инфлација, но нема да имаме конкурентност. И моментално напредокот кој што го има Америка ќе трне во назадување, во рецесија, така. За да не дојдеме до тоа, значи Федералната резерва мора постојано да жонглира помеѓу одржување на инфлацијата на нормално ниво до 2% и од друга страна одржување на невработеноста на нормално ниво до 4%. Сега, тоа е вториот дел. Но зошто е ова толку битно? Значи, сега ќе ви покажам. Затоа што во исто време вредноста на доларот и политиката на Федералната резерва директно делува врз вредноста на се останато. Така, како што веќе кажеме. Што значи дека кога ние имаме висока камата, висока инфлација и Федералната резерва мора да почне да ги качува каматните стапки, ние имаме ситуација во која што се качува вредноста на доларот. А што случува со се останато? Овдека овие два чарта ни се црвениот цената на биткоин или љаковиот цената на S&P 500 индексот. Каде што гледаме дека секогаш кога се качува вредноста на доларот поради rate hikes, односно качувањето на каматната стапка на Федералната резерва, гледаме стагнација па дури и пад на овие добра, така, затоа што се качува вредноста на доларот. И обратно, секогаш кога Федералната резерва ќе почне да ги намалува своите каматни стапки, а при тоа ја намалува и вредноста на доларот, автоматски добиваме раст како на S&P 500, така на биткоин, така и на се останато. И овде како добиваме што? Првиот бул маркет во 2017-2018 година. Повторно, како се враќаме повторно назад и почнуваме со нов циклус на rate hikes, што се случува со самиот пазар, почнуваме да се намалуваме во вредност. Че овдека сме имале иста ситуација, каде што погледнете. Кога сме почнале да намалуваме, погледнете, че ние сме почнале да намалуваме во 2019-2020 година. Како се намалува каматната стапка на Федералната резерва, така се намалува вредноста на доларот. Автоматски, кога се случува намалувањето на вредноста на доларот и каматната стапка, имаме уште еден бул маркет на како на биткоин, значи тоа е 2020-2021, така и на S&P 500. И обратно, кога почнуваме повторно со rate hikes, тоа е периодот во 2022-2023 година, што се случува со биткоин? Имаме bear market. Што се случува со S&P 500? Имаме bear market, цените стагнираат и се коригираат надолу. Така, дополнително на се тоа мора да спомнеме и невработеноста, која што е во обратна корелација со инфлацијата. Најчесто кога инфлацијата е висока, имаме напредок на економијата, затоа што имаме конкурентност, имаме поевтин долар, и обратно кога конечно ќе се намали инфлацијата, добиваме невработеност заради рестриктивната политика на Федералната резерва, односно покачувањето на каматните стапки. Во тие моменти, секогаш кога невработеноста ќе излезе од контрола, добиваме периоди на рецесија. Нешто што се уште не сме го искусиле во биткоин и во крипто сектора, затоа што последната званична рецесија ние имавме од 2008-2009 година. Тоа е буквално последната финансиска криза која што ја предизвика Мурика и поради која што и настана самиот биткоин. Сега, зошто е тоа битно? Затоа што сега прв пат во историјата на биткоин ние имаме излегување на невработеноста надвор од контрола, која што може да доведе до така решено потенцијално едногодишна, двегодишна рецесија, која што дополнително би било добро да искусиме за да видиме како ќе делуваат криптовалутите. Не знаеме, немаме никакво искуство, затоа што досега не се случило. Така. Сега, дали ќе се случи или не останува да видиме, но ова е уште еден индикатор од глобалната економија кој што ни покажува дека ова е период во кој што треба да имаме екстремно внимание и да видиме што ќе се случи со политиката на Федералната резерва, со вредноста на доларот, со вредноста на невработеноста, со вредноста на инфлацијата. Сето ова се ствари кои што доколку не знаете како функционираат, нема да ви биде јасно зашто вие сте купиле одредена валута, се е супер со техничката анализа, се е супер со фундаменталната анализа, но цената паѓа. Не само на таа, сте купиле 10 различни, на сите им паѓа цената. Зошто? Затоа што не сте обрнале внимание на глобалната економија. Ова е само еден пример, тоа може би рекол главниот пример кој што ни покажува како изгледа макроекономијата и монетарната политика на доларот, кој што во исто време е обратно пропорционален на сето она во кое што ние инвестираме. Без разлика што, освен така речено нафта, која што ќе ја трнеме на страна овој пат, значи тоа е за друг пат објаснување, се останато е против, значи во обратна корелација со доларот. Односно, секогаш кога доларот губи на вредност, добива на вредност се во што сме инвестирале и обратно. Така да мораме да ги научиме овој циклус за да разбереме како и кога е време да се инвестира. Исто можеме да видиме дека има корелација со нафтата, како што веќе кажавме, односно гледаме дека затоа што во 70-тите години Никсон и ретардите од Мурика одлучиле да се откажат од златната резерва, што значи дека може да принтаат колку сакаат пари.
дошле во ситуација во 74 година да мораат да најдат некаква замена за оваа, да речам, вредност која што стои позади зелената тоалетна хартија, а тоа е, знаете и сами, вредноста на нафтата. Односно, овој договор, кој што се нарекува петродолар договор, помеѓу Саудиска Арабија и Америка е наменет со цел Америка да ја даде заштита во следните 50 години Саудиска Арабија, а Саудиска Арабија сите своји трансакции, вклучувајќи и трансакциите на ОПЕК, на кои што она е начело како најголем производител и едно од најголемите резерви во светот за нафта, да бидат реализирани во долари. Што значи дека автоматски во оваа ситуација вие имате момент каде што гледаме корелација на доларот и на вредноста на нафтата. Погледнете, че колку блиска корелација имаме на доларот и вредноста на нафтата, затоа што, пак ќе кажам, 4/5 од сите трансакции во светот во нафта се реализираат во долари. Што значи дека ова и понатаму ќе остане да биде крајно корелирано. Така, но ово мора да го знаете, за да знаете како да го проверите се тоа. Така, и ќе дадеме уште еден интересен пример во геополитика за нафта, кој што многу пати сме зборувале, но овој пат ќе го покажеме со соодветен пример. Така, што значи дека и ова е уште една работа која што треба да ја знаеме за глобалната економија, каде што секаков тип на било каков тип на да речем поместување или пак услови кои што ќе делуваат на вредноста на нафтата, ќе делуваат во исто време на вредноста и на доларот, а со тоа корелација обратно делуваат на вредноста на се останато во кој што инвестираме. И тоа мора да ни биде познато. Исто како што во оваа ситуација, да речам, уште еден добар пример е фактот дека одредени, да речам, сектори во легаси системот, односно во традиционалните финансии, се исто така директно поврзани со судбината на криптовалутите. Пример. Значи, судбината на Nvidia и останати AI проекти кои што се наоѓаат во традиционалните финансии, повторно овие проекти се поврзани со соодветни компании како Microsoft, Google и така натаму. Значи, како овие проекти напредуваат, повторно кога зборуваме за вештачка интелигенција, односно AI, така напредуваат и проектите во криптосекторот. Односно се крева популарноста на цела една категорија во криптосекторот, заради тоа што моментално е популарна истата таа категорија во традиционалните финансии. Понатаму можеме да добиеме пример нов наплив на, не знам, cloud меморија, така, каде што ние истото го имаме во криптосекторот во два проекти како Filecoin и Arweave, кои што се исто така многу популарни, но се целосно децентрализирани. Што значи дека ако добиеме било каков тип на не знам, breakthrough во технологијата за cloud меморија, значи верувале или не, тоа директно ќе се одрази нормално и на овој сектор во крипто сферата. Така, без разлика дали е децентрализирана физичка инфраструктура, дали е Internet of Things, се што имаме breakthrough или било каков тип на напредок во традиционалните финансии, ако има своја категорија во крипто секторот, очекувајте дека ќе има нормално придобивка и истата оваа категорија. Така да гледаме дека глобалната економија на вистина е поврзана со така речено вредноста на секоја од овие добра во која што инвестираме и мораме да следиме. Не е дали сакаме или не. Значи тоа е една многу битна работа која што треба да забележиме. Ако сте инвеститор, нема дали сакате или не сакате. Значи тоа е нешто што морате да обрнете внимание со цел вашата анализа и вашето инвестирање да биде целосно и да едноставно знаете што се случува на пазарот. Следниот дел кој што мораме да го објасниме и последниот дел во оваа ситуација е анализа на геополитичката сцена. Односно, што тоа значи во оваа ситуација? Вие имате момент каде што, како што веќе кажавме, сега знаеме каква трска ни треба, каква јадица ни треба, каква мамка ни треба, знаеме каква риба фаќаме, знаеме како риба плива на колку длабочина и така натаму, знаеме дека езерото е добро или реката, знаеме дека треба да отидеме на одредена локација тоа да го правиме, тоа е нели макроекономијата. Сега треба да видиме каква е временската прогноза, така? Значи едноставно без разлика дали се е погодено, временската прогноза покажува бура и сигурно нема да одите на риба, така? Па така и геополитиката, се разбираме. Значи, ако вие имате ситуација во која што се е погодено, но имате регионална војна која што моментално баш таму се случува, каде што вие сакате да инвестирате, би било глупаво од ваша страна да инвестирате, така? Затоа што поради овие нестабилности, повторно се враќаме на психологијата на инвестирање. Луѓето се исплашени да инвестираат. Значи, луѓето едноставно имаат страв дека оваа регионална војна може да делува врз вредноста на овие инвестиции и нема да влезат, така? Или пак дури ќе излезат од овој пазар. И ќе покажеме преку соодветни примери како тоа се одвива, односно прво да напоменеме каков тип на да речем геополитичка анализа нас ни е битна. Значи, прва и најбитна ствар, мораме да се задржуваме на оние конфликти кои што се навистина битни. Зошто го велам тоа? Кога го гледаме конфликтот помеѓу Украина и Русија, е битен затоа што Украина и Русија се број 1 и број 2 житници во светот. А тоа е ресурс кој што е потребен на целиот свет, нешто што е критично, така? Што значи дека ако
се попречи производството и транспортот на ова добро, навистина ќе имаме некаков ефект на глобалната економија, глобалните пазари. Во спротивно, ако станува збор за нешто што не е битно, како на пример конфликтот во Мјанмар, јас не велам дека е помалку битен, ја не велам дека тие луѓе кои што умираат таму се помалку битни, но од аспект на инвеститори, што има во Мјанмар, што моментално е потребно на глобалната економија, поради кој што да речем нешто ќе се случи да едноставно истата запре или пак не може да се движи или пак има некој проблем кој што едноставно ги намалува цените на одредено добро. Ништо, така. Дали е Мјанмар, дали е Судан, дали е Јемен, тоа беа конфликти, Јемен 10 години конфликт, така. Но нема ништо критично што може да делува на пазарот, па затоа и луѓето многу дури не ни зборуваат за него. Сега, и пак ќе кажам, можеби е ладнокрвно оно што ќе го спомнам, но не заборавајте дека секој од овие конфликти си има своја вредност. Колку е поголем конфликтот и колку е поповрзан со овие битни работи како енергенси, како клучни ресурси, како клучни би рекол да речам рудни богатства и така натаму, толку е побитен за глобалната економија и толку поголема пречка може да направи. Разликата прво во макроекономија и геополитика е тоа што во макроекономија потребно е време за овие ефекти да се случат на пазарот. Гледаме дека прост пример за тоа е, пак ќе кажам, каматните стапки. Значи ние имавме каматни стапки кои што беа поставувани од почетокот на 2022 година па до средината на 2023 година, за конечно сега да го видиме најголемиот дел од нивниот ефект. Така, за разлика од тоа, геополитиката, тоа се случува во истиот ден. И затоа ова се работи на кој што можеби некогаш највеќе треба да обрнеме внимание, затоа што она што може геополитички конфликт да ви го направи на пазарот, не може значи Федералната резерва да ви го направи во наредните 3 години. Затоа што имаме многу поголем страф на пазар. И сега ќе го објасниме тоа преку соодветни примери. Сега, значи почеток и крај на војни конфликти, многу битно, посебно кога овие војни конфликти се големи и се поврзани со глобални мрежи на транспорт, ресурси и така натаму. Поврзано со тековни војни конфликти со глобални економски трендови, како што веќе кажавме. Некакво померување или некакво сметање на логистика на енергенси, ресурси, индустрија и така натаму. Геополитички блокови исклучиво битно. Еве прост пример. БРИКС моментално спрема нов платежен систем кој што целосно се коси со SWIFT, кој што има нова технологија која што не може да биде банирана, не може да биде одземена, не може да биде забранета, што значи дека во оваа ситуација ние имаме едно кревање на технологијата на финансиите на сосема ново ниво, кое што другите или ќе го следат или ќе бидат назад и ќе заостанат и со тоа верувајте ми ќе се одрази многу на нивната економија. Еве и прост пример како геополитика во оваа ситуација, затоа што ова е направено баш поради геополитички причини, затоа што моментално западниот свет направи еден куп санкции, зборуваме 16.000 санкции врз Русија, автоматски Русија соодветно возврати и сега моментално имаме ситуација во која што имаме еден целосно нов свет. Но без да следите оваа геополитичка ствар, вие нема да знаете дека тоа се случува. Ниту пак како може да делува врз вашето портфолио, а верувајте ми дебело може да делува. Погледнете ги видеата кои што ги имаме за БРИКС и допрва ќе следат видеа кога ќе почнеме да зборуваме за така речено следниот аспект, а тоа е нормално новата конференција на БРИКС во самит на БРИКС во Казан во Русија во овој октомври. CBDC, како што веќе кажавме, значи во оваа ситуација имате развој на блокчейн технологијата од централизиран аспект на нели централните банки, кој што исто така делува, геополитика и глобална резервна валута долар, како што веќе кажавме, дедоларизацијата која што моментално е на водечко место БРИКС сојузот заедно со нели останатите оние кои што се негови приврзаници. Ова се ствари кои што можат многу и драстично и брзо да делуваат на пазар. Како што веќе кажавме, значи ова е најкритичната инстантна категорија на промени кои се случуваат на цените на сите продукти, ресурси и услуги, односно во оваа ситуација вклучувајќи криптовалутите, која инстантно делува на нивото на страв на инвеститорите да влезе или излезе од инвестиција на одреден пазар. Како што кажавме, повторно сето тоа е поврзано со стравот на инвеститорите да влезат или излезат од пазарот. Тоа е клучниот момент кој што мораме да го разбереме. Сега, ако го погледнеме овој чарт, ова е чартот на Dow Jones, или тоа е практично индексот на развој на индустријата во Америка. Нема да нарогуваме премногу, идејата е дека имаме средни вредности на најдобрите 50 компании во Америка, кои што ни даваат буквално да речем изглед за тоа дали имаме напредок генерално на индустријскиот дел во Америка или не. Со тоа што можеме да видиме многу јасно дека секогаш кога имало глобална војна или регионална војна од огромно битно значење, се случувало овој индекс да стагнира, дури и да се коригира. Погледнете,
Прва светска војна индексот стагнирал во време трајањето на целата, од 1913 па до 1921, значи дека 3 години после завршувањето на војната се уште стагнирал овој индекс. Што имаме после тоа во време на мир, овој индекс расте и тоа енормно. Втора светска војна, истата ситуација. Значи имаме сега ова е веќе депресијата. Не го гледате, че ова е пак производ на самата економија, односно монетарна политика на Федералната резерва и на Мурика, кои што сами си ги направиле овие делови со макро, нели, ова е макро поја, станува збор за депресија, но нема да налегуваме таму. Втора светска војна, стагнирање на индексот. Завршување на Втора светска војна, огромен раст. Виетнам, стагнирање на индексот за целата Виетнамска војна, завршување на Виетнамската војна, огромен раст. Што значи дека секогаш кога имаме масовен глобален конфликт, дури би рекол како што е конфликтот помеѓу Русија и се останато, е буквално тоа. Имаме стагнирање на пазарот и крај и почеток на војна секогаш позитивно и негативно делува на пазарот. Односно кога имаме крај на глобален конфликт, нормално тоа позитивно делува на пазарот и обратно. Сега, како пример ќе го земеме во оваа ситуација, значи нападот на Русија врз Украина. Зошто е толку битен? Поради два аспекти. Првиот е вредноста на DBA индексот, ова е лилјаковиот чарт, и црвениот чарт е вредноста на природниот газ. Тоа се два ресурси во кои што Русија е апсолутен шампион. Значи тоа е еден од најголемите производители и најголемите извозници на житни култури и на природен газ. Така, со тоа што гледаме дека уште пред да почне нападот, кој што се случил, може да видите овде, како не се лажам, беше 22 февруари 2022 година. Уште пред да почне нападот, поради страв дека ваков напад ќе има, затоа што знаете и сами тоа беше момент каде што постојано се вртаа вести дека се очекува напад во било кој момент, ние имавме што? Расна вредноста на житните култури, иако ова е индекс за многу различни прехранбени продукти, но житните култури се дел од него, значи дека ако нивната вредност расте и цената на овој индекс, DBA индексот на Инвеско. Гледате што случува. Уште месеци пред тоа ние имаме раст на цената и моментот кога Русија напаѓа на Украина и понатаму продолжува да расте и тоа енормно овој индекс. Истата ситуација можеме да видиме и со природниот газ. Значи постојано расте. Во моментот кога имаме напад на Русија врз Украина, уште толку расте вредноста на газот. Овие вредности, како и нафтата, во 90% во тој момент, во 90% од трансакциите во светот беа тргувани во долар. Така. Што значи дека автоматски кога ќе порасне вредноста на газот и на вредноста на житните култури, се повеќе и повеќе луѓе приграбуваат долари со цел да купат ваков тип на ресурси, затоа што знаат дека нивната вредност ќе поскапе, затоа што нема да ги има на пазарот. Имаме попречување на логистиката и производството на овие продукти. Што се случува? Колку повеќе државите земаат долари за да купат ваков тип на ресурси, толку помалку долари имаме на пазарот. Колку помалку долари имаме на пазарот, толку вредноста на доларот и понатаму продолжува масивно да расте. А што рековме? Секогаш кога расте вредноста на доларот, обратно пропорционално паѓа вредноста на биткоин, паѓа вредноста на се останато, и во вториот чарт тоа може многу јасно да го видиме. Истиот тој чарт, истиот напад на Русија, гасот и житните култури предизвикале вредноста на DXY индексот да расте, а во обратна пропорционалност или обратно од оваа ситуација, вредноста на биткоин да паѓа. Автоматски, значи, ако ние сме знаеле што да очекуваме, затоа што следиме геополитика, знаеме дека се очекува напад на да речем Русија врз Украина, ние би знаеле дека можеме да го очекуваме, зашто ова не е прв пат. Ова се случувало многу пати претходно и знаеме дека ќе го има истиот ефект. Значи, во оваа ситуација вие би биле припремени, така? Значи, ако би тргувале, во оваа ситуација е крајно добро време да го продаете вашиот биткоин, затоа што истиот ќе дојде на многу пониска цена поради растот на вредноста на доларот. И вуала, тоа и се случило, така? Значи, ова сме го следели на нашиот канал, оние кои што се постојано на нашиот канал, ние постојано го зборуваме ова, постојано го следиме, и затоа за нас ова не е ништо ново, но многу од луѓето сваќаат која е вредноста на геополитиката кога конечно ќе ги видат овие примери. Втор пример со нафта. Каде што знаеме дека Иран има директна контрола врз два од најбитните канали или теснеци низ кои што мине генерално најголемиот дел од произведеното гориво во целиот овој регион. Што значи, со контролата врз Баб ел Мандеб, кој што се наоѓа по течението на Суетскиот канал, кој што е под контрола на јеменските хути, кој што се парамилитарна организација на Иран, како и Ел Хормус, значи тоа е Хормус
Теснецот кој што е буквално пред Блискиот исток, сите овие земји, сите свои горива ги изнесува преку Хормуз теснецот, што значи дека автоматски на овој начин Иран има контрола врз па добри 40 до 50% од дневното производство на нафта и ако одлучи може да го блокира. Што значи дека може да предизвика нафтен шок во целиот свет. Зошто би го направил тоа? Поради Израел. Знаеме дека Израел, ова беше, сега само да го видам, датумот се извинувам, на 1 април. Значи 1 април Израел врши напад врз во оваа ситуација амбасадата на Иран и на тој начин прави огромна провокација и што добиваме во тој момент? Ние добиваме само да видим дали сме на првиот стај. Значи што добиваме во тој момент? Ваквиот тип на напад. Сите оние кои што инвестираат во светот, поискусните, знаат дека ќе предизвика раст на цената на горивата. Зошто? Затоа што сите држави кои што виделе ваков напад и знаат дека Иран ќе врати на ваква ненормална провокација, значи знаат дека цената на горивата може да скокне многу брзо и многу неконтролирано. Што се случува автоматски? Се обидуваат да купат што може повеќе нафта, што побргу, за и ако се случи ваков напад да имаат резерва на нафта, се додека не се стабилизира цената на нафтата повторно. Како што покажеме претходно, нафтата и доларот имаат енормно голема корелација и што се случува? Колку повеќе скака вредноста на нафтата, толку повеќе се качува вредноста на доларот, затоа што пак се враќаме на оно што кажеме во претходниот слайд, се повеќе и повеќе земји се обидуваат да приграба што може повеќе долари со цел што може повеќе нафта да купат за да се заштитат од потенцијален нафтен шок. Автоматски и вредноста на нафтата и вредноста на доларот се движат нагоре, со тоа што ова веќе уште повеќе ескалира кога на 10 април, значи Мурика дава предупредување дека во секој момент се очекува напад од Иран врз Израел и затоа што знаат дека оваа логистика на нафта ќе биде спречена или ќе биде попречена, веднаш луѓето се обидуваат да купат што повеќе нафта, што повеќе долари, како поради тргување, така и поради заштита на сопствената земја, затоа што најчесто се случува на пример во Кина, ако не дојде нафта, ќе застане целата машинерија. Така, значи во оваа ситуација тоа е клучно и затоа овие работи можеме да ги предвидиме ако ги следиме геополитичките случувања. И обратно, кога го имавме сето ова и вредноста на доларот растеше, што се случи во обратна насока? Вредноста на биткоин почна да паѓа, сосема очекувано, затоа што вредноста на доларот почна да расте поради X причини, во оваа ситуација поради потенцијален нафтен шок. Што значи дека ова имаме крајна корелација помеѓу геополитичките конфликти, кога имаме конфликти кои што се исклучиво, да речам, поврзани со макроекономијата, значи мораме да ги следиме со цел да се заштитиме во најмала рака, а и да ги искористиме за потенцијално, да речем, докупување или реинвестирање и така натаму. Што значи дека заклучокот од сето ова што моментално го гледавме е дека овие три основни сфери, каде што имаме нормално криптосекторот, кој што ние го работиме со фундаментална и техничка анализа, макроекономијата, која што е така речено главниот зупчаник по светот, затоа што без макроекономија сето ова нема вредност или вредноста ќе биде сосема поинаква, и геополитиката која што некогаш може многу критично да делува на макроекономијата. Секој од овие зупчаници се дел од една голема машина, која што за да знаеме како функционира и во која насока ќе се движат овие зупчаници, ние мораме да ги следиме сите овие засебни сфери, барем генерално, за да добиеме идеја што по натаму. Значи дека во оваа ситуација е клучно да имаме основни познавања и од време на време да ги следиме сите овие сфери, барем на најосновните. Значи во оваа ситуација мораме да знаеме што се случува во Газа, не заради Газа, туку заради нафтениот шок. Мораме да знаеме што се случува во Украина, не заради Украина, туку заради смирувањето на цените на житните култури и на природниот газ, што дефинитивно ќе ни помогне во добивање на профит во она што ние инвестираме, а тоа е нормално криптовалутите. Значи гледате како сето ова е поврзано. И не можете да кажете јас ќе го следам само ова друго не ме интересира. Мораме да го гледаме ова како една голема машина и како таква да анализираме постојано. Затоа на нашиот канал имате денови кога има исклучиво крипто да речем материја, имате денови кога има исклучиво геополитика, имате денови кога има макроекономија. Со цел да опфатиме се што е битно на пазарот, за да имаме една целосна слика за она што се случува генерално во економијата, а и во нашите криптопроекти во кои што инвестираме. Така да, ова беше презентацијата, се надам дека уживавте. Да, беше малку полога на самиот настан, но подруго е кога разговарате пред 140 луѓе, а подруго е кога разговарате на канал нормално. Како што гледате и сами, значи ова го правам со апсолутно задоволство. Нормално, уште еднаш ќе напоменам, оваа материја е исклучиво наменета за македонци
и како таква ќе биде бесплатна за македонците и ќе остане таква се додека јас сум одговорен на овој канал. Се што барам од вас е да ни помогнете оваа материја која што се обидувам да ја презентирам на што може повеќе македонци, да ни помогнете да ја расшириме до што повеќе македонци. На крајот од денот овој канал и оваа материја е наменета со цел да описмениме што повеќе македонци за геополитика, за монетарна политика, односно генерално макроекономија, како и најбитно за криптовалутите и блокчейн технологијата. Затоа што гледаме дека ова е една од најдобрите генерацијски можности за стварање на капитал, да речем, на било кој поединец од нас. Така да помогнете ни да помогнеме на што повеќе македонци. Се што барам од вас е доколку ви се допаѓа ова што го работиме на нашиот канал, да го препорачате нашиот канал, кој што може да го скенирате овој код да го добиете веднаш и на тој начин да бидете во текст со сето оно што го работиме и нормално заедно како заедница да дојдеме и да го искористиме максимално овој bull market кој што доаѓа со цел да направиме капитал за македонците ширум светот. Ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџи.